за европски, односно за неевропски прашања. Комисија која што ги замени сите комисии, практично немаме потреба од комисија за политички систем, немаме потреба од комисија за транспорт и врски, немаме потреба од комисија за труд и социјала. Едноставно имаме комисијата за европски прашања на која што власта, односно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Демократската унија за интеграција, се обидуваат да ги субституираат сите овие останати комисии на кои што треба да се разгледуваат законите од кои што ги допираат, значи сите сегменти од македонското општество. Напротив, тука практично во оваа комисија се разгледува се и се што, а не се разгледува тоа што треба. Пред да почнам со мојата дискусија, да искажам едно мое мислење, пред да почнеме со седницава. Бевме упоменати од страна на новинарите за неуслови, значи немањето на соодветни услови, односно неусловност на просторијата во која што се одржува комисијата, затоа што гледаме дека има прилично голема заинтересираност кај јавноста и кај новинарите за овие пакет закони кои што најправи пратениците од власта ги поднесоа, иако него имаат видено договорот, па после тоа власта ни ги достави со европско знаменце. И мислам дека тука луѓето се во право и предлагам после мојава дискусија, доколку сте во можност, да се преселиме доле во салата Борис Трајковски, каде што мислам дека има посоодветни услови за работа, како јавноста би била информирана, односно би ги слушнала аргументите за и против, односно зошто нештото се прави или не се прави. Така да тоа е првата моја процедурална забелешка. И сега, поврзано со хаосот кој што настана во ова собрание, односно со игнорирањето на, односно суспензијата на сите овие останати комисии, мислам дека ова е без преседан и се прави една собраниска пракса која што во иднина ќе има импликации. И ова треба да го знаете, затоа што ако на овој начин ние ги субституираме сите останати комисии, тогаш се постава прашањето зошто тие воопшто постојат и дали луѓето воопшто треба да членуваат во тие комисии. Дајте да направиме една комисија за европски прашања и сите да се ставиме во неа и да ги субституираме практично сите комисии да ги укинеме. Вака може би абсурдно, меѓутоа ова токму вие го правите како владеачко мнозинство, за жал. Во многу наврати во изминатиот период, значи гледате дека се крена цела македонска јавност, се крена цела стручна јавност, се крена синдикатите поврзани со овие пакет на закони, јас би ги нарекол пакет на закони кои што се за потребите на криминалот на векот, кој што го прави владеачката коалиција и тоа внимавајте во последната година од мандатот, дури немаат ни цела година од мандатот, меѓутоа еве некако на крајот на мандатот решија да градат, да се расфрлаат со народни пари, односно да ги крадат тие народни пари. И тоа е веќе општо познато, сите македонски граѓани веќе знаат за каков криминал станува збор. Тоа му е јасно и дури на секој македонски граѓани, затоа што истото беше предупредено и од страна на евроамбасадорот, кој што во Република Македонија најпрви ни спратија писмо, ако се сеќавате, дека не треба да се врши злоупотреба на европското знаменце, посебно за овој случај, односно за овој пакет на закони, зошто? Затоа што нема никакво усогласување со европското право. Ако ние планираме да го усогласуваме европското право, треба да имаме кореспондентна табела во која што точно е наведено со кој дел од европското право нашево законодавство го усогласуваме со европското. За жал, еве ќе покажеме на целата македонска јавност, иако сите тоа веќе го знаат, меѓутоа еве ќе ги покажеме празните табели. Нека видат камерите. Празни табели, без никакви објаснувања, дообјаснувања, меѓутоа го има подписот на некој министер. Не го пишува името на министерот. Само се подпишал господинот министер. На овој начин се врши едно подценување од страна на владата, на извршната власт, врз законодавната власт. Значи, тотално непочитување во изминатиот период, тоа го гледавме во многу наврати, меѓутоа ова денеска ги премина сите граници. Изненадува тоа што имаме стручни лица кои што го подпишале ова. Значи, не е само министерот кој што ставил бланко подпис на невидено, туку јас ќе ги прочитам и лицата
за да си знаат дека еден ден ќе има одговорности за тие лица, затоа што тие лица се стручни кога го подготвувале овој закон. И требало да знаат што поднесуваат некој да подпише. Па ќе ги прочитам со име и со презиме да се знаат. Тоа е Владимир Лазаревски, соработник. Тоа е Никола Пасков, раководител на оделение, значи стручно лице. Тоа е Катерина Јаневска, раководител на оделение, и таа ставила подпис. Го контролирал Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор, Јетмира Маличи, помошник раководител на сектор, а со ова е согласен, односно согласна Снежана Пендовски, државен советник, Зоран Бранјарчевски, раководител на сектор, и сето тоа е одобрено од Методија Димовски, генералниот секретар на владата на Република Македонија. Нормално доставено од господинот Артан Груби. Сите знаеме за какво лице станува збор, односно дека тој е мастермајндот на најголемиот криминал, а Ковачевски е само спроведувачот на овој криминал. И сега да видиме како се носи законот, односно да ја видиме оценката на состојбите што треба да се уредат, односно кои се причините зошто се носи законот. И внимавајте, согласно извадок од нацрт записник на влада. Значи имале состанок и договориле. Таму верувам дека сите гласале за. Тоа не го како податок го немаме, меѓутоа тука гласале и министерот за внатрешни, и министерот за правда, и министерот за одбрана. Верувам дека ниту се јавиле за дискусија, меѓутоа кренале два прста за да овие закони поминат. Значи ова е криење позади едно колективно тело, позади владата, која што носи одлука за да ни ги достави овие предлог законски решенија со европско знаменце. И сега да видиме зошто се носат овие. Вика, затоа што со ова се врши усогласување на одредбите од постоечкиот закон кои се однесуваат на реализација на градби од стратешки интерес. Усогласување. Нема усогласување со европското право. Нема со некој друг сегмент од македонското законодавство усогласување. Туку само усогласување. Какво усогласување ние може само да си претпоставуваме. Вика, градби од стратешки интерес. Кои се тие градби од стратешки интерес? Каде се дефинирани тие градби од стратешки интерес? Имаме ли ние критериуми по кои што ги дефинираме градбите од стратешки интерес? Дали отворивме дебата за тие градби од стратешки интерес? Или тоа како ќе му текне на Артан Груби и на Ковачевски, како да ги поделат провизиите, па си номинираат. Ова е стратешки интерес, ова не е стратешки интерес. Зошто нештото е стратешки интерес во еден дел од државата, а во другиот дел од државата немаме стратешки интерес? Ете, тоа е прашање што треба да го одговориме. Понатаму, вика, целта на измената и дополнувањето на законот е да се овозможи забрзана реализација на градби од стратешки интерес за изградба на државни патишта. Забрзана реализација. Демек со постоечкиве закони не може тоа да се реализира. Па имате пример, автопатот Гоце Делчев, значи Миладиновци Штип, кој што е изграден во време на владење на претходната влада, од која што, патем речено, беше дел и Дуј. Значи за 4 милиони евра се направи автопат, современ автопат, кој што оваа влада на СДС не сакаше да го пушти година-две, па го одлагаше почетокот, односно пуштањето на тој автопат, за да се подзаборави, демек, они го направиле, а сите знаат дека по тој автопат се возеше, иако не беше пуштен во употреба. Понатаму, вика, поедноставување на одредени чекори од процесот и да се овозможи повисок степен на флексибилност. Поедноставување на одредени чекори. И сега кој ќе го врзете поедноставувањето на одредени чекори и забрзувањето, гледате дека тука имате кратење на процедура, односно исфрлање на одредени норми, законски норми, кои што за останатиот дел, за сите останати проекти што се прават и сите градби ќе важат, ама овде нема да важат. Затоа што сме требале да забрзаме. Па да, сите сме за забрзано градење. Има ли некој овде во оваа сала што е против забрзано градење и брза реализација на проекти? Меѓутоа, видовме колку брзо ги реализирате проектите. Гледаме до Блаце не може 1 километар, 2 километра не можеме да направиме, односно не можете да направите пат. Гледате Кичево, Охрид, го заглавивте. 19-та требаше да се вози по проектот. Шекеринска излегуваше на пресконференција и кажуваше 21-та готово ќе се вози по тој автопат. 23-та сме. До кога се пролонгираше тој автопат? Значи, се работи за една тотална неспособност, една целосна неспособност, а ова што се прави е чисто предизвикано од желбата за брзо богатање, односно крадење на народните пари. Понатаму, потреба од доизградба и модернизација на патната мрежа е заради брз економски развој, како и интеграција на транспортниот сектор со Европската Унија. Брз економски развој.
Па само таму ли ќе имаме ние брз економски развој? Во западниот дел на државата, источниот дел нели треба да има брз економски развој? Таму во истокот, и минатиот пат го зборував тоа на другата комисија, таму во истокот не треба да се градат автопати. Тие луѓе таму не плаќаат даноци. Тие се заборавени од Бога, така? Интеграција на транспортниот сектор со Европската Унија. Која Европска Унија? Со кои европски држави, односно членки на Европската Унија, ние се поврзуваме со овие коридори. Ајде, ако има некој, нека стане и нека објасни. Кога градиме одсечка на автопат, Тетово Гостивар, не ја почнуваме од Крива Паланка, бидејќи Бугарија е, Крива Паланка е на границата со Бугарија, и тоа е Европската Унија. Грција, каде ќе се поврземе ние со Грција со овие автопатски решенија? Јас не гледам членка на Европската Унија, а овде сте напишали интеграција на транспортниот сектор со Европската Унија. Чи повторно лага. Интеграција сте напишале со регионот и поврзување со земите членки на Европската Унија. Мислам, што повеќе да се каже? Најмалите деца знаат кои се членки веќе на Европската Унија. Понатаму, викате за окружувањето на инвестициите од овие коридори од клучно значење за целосна функционалност и одржување на добрата кондиција на патната и железничката мрежа. Која железничка мрежа, почитувани колеги, кога нашите возови возат со 20 км на час? Ова е податок кој што е јавно достапен. 20 км на час. Што зборувате? Кажувате клучно значење функционално содржување на добра кондиција на патната инфраструктура. Викендов и неколку минати викенди во изминатиот период ние како пратеници на ВМРО ДПМН сме вклучени во една кампања "Ова е Македонија, Македонија за сите" и ги посетуваме населените места. Па кал газат луѓето. Кал. И сега вие кажувате одржување на добра кондиција. Кал. Кажувате дека сте направили 1300 километри. Сега овие 1300 километри ги рачунавте, овие ги сметавте сега што ќе се градат или тие ќе бидат 1450 поново? Тоа е прашање што треба да се одговори. Сте напишале ова представува нов модел кој прв пат ќе се користи кај нас и би ги дал најбрзите и најоптималните резултати во изградбата на патната мрежа. Наместо да се чека со години на проектирање, па потоа дополнително се чека со години на реализација, имате брза и едноставна постапка. Па дајте тогаш да ги укинеме и другите закони. Зошто за едни проекти ова важи, за некои не важи? На што личи тоа, еве да ве прашам? Како може во еден дел да важат законите, за друг дел да не важат законите? Јас не знам, правници сте тука, разбирате докаде ќе оди ова лудило. И на крај, викате, одредбите на предлог законот не имплицираат финансиски последици врз буџетот на Република Македонија. Како може да не имплицира финансиски последици? Како може да не имплицира? Дали досега треба за овие градби да се предвиди да се спроведе постапка, значи согласно законот за градење, да се изработи идеен проект, одобрение за градење, да се предвиди измени во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни, за прибележување и предбележување на градбата во јавната книга за недвижности. Јас овие работи не сум стручно лице, некој ги напишал, стручњак. Меѓутоа, ова треба све да го имате, односно се да го имате, за да може да пристапите кон градење. И сега ви ова го немате, а за сето ова треба да се вадат дозволи. И за тие дозволи треба да се плати некаде во буџетот. И како сега, ако ова го изфрлиме, искокнеме одредени чекори, како што реков, односно како што вие тука ги предлагате, ќе немало да има финансиски импликации. Апсолутно дека ќе има финансиски импликации. А тоа сте го напишали, сте ни го доставиле тука како предлог. Ние како пратеници да го гласаме. Понатаму, во членот 3 сте напишале дека по исклучок од ставот 1 од овој член, урбанистички проект може да се изработува и за државни патишта и магистрални гасоводи како градби од јавен интерес, утврдени како градби од стратешки интерес согласно овој закон. Значи, градби од стратешки интерес наместо планска документација, за нив ќе се изработува само урбанистички проект. Значи, нема јавна анкета на урбанистичките проекти, како што има за плановите, што значи дека јавноста нема да има никаков увид во таа урбанистичка документација. Понатаму сте напишале дека дозволено е урбанистичките проекти да се изработуваат од фирми кои имаат само лиценци за проектирање со еден вработен, односно еден планер. Значи еден планер. А не како што е задолжително за плански документации од фирми со лиценца за изработка за урбанистички планови. Значи тотална суспензија на постоечкото.
Зошто? Затоа што ви се брза. Затоа што имате уште неколку месеци на власт, па да се украде и тоа што остане. А удри по народот. На крај ќе ја фрлите Македонија во едно должничко робство, ќе ја заглавите, ќе ја фрлите во една финансиска нестабилност и на крај ќе ни дојде ММФ тука со аранжмани. И ќе се чудиме после како да излеземе од овие состојби. Зошто? Затоа што Ковачевски сака да го наполни џебот за да ги краде следните парламентарни избори. Па нема да ви успее, тоа ви го кажав и минатиот пат. Нема да успее. Ќе бидете жестоко поразени на следните избори. Не знам како не ви е јасно дека ако европски амбасадор се јави, најпрви се јават со соопштение дека се врши злоупотреба на знаменцето и дека на тој начин не се приближува Македонија кон Европската унија. А ако не се приближува, тоа значи дека се оддалечува. И сега вие на сила ја терате работата. Па после излегува амбасадорот и усно кажува. Значи имате градација на укажувањата. И минатиот пат кажав. Следното што е? Го кршиме договорот за стабилизација и асоциација. Значи некоја спогодба сме подпишале, некоја влада предходно пред 20 и нешто години превземала обврски. И ние треба да ги почитуваме тие работи. И сега тоа го кршиме и викаме тоа не важи, нема тоа да ни се одрази на нашиот пат кон Европската унија. Па нема по-неевропско од тоа. Сте подпишале нешто со Европска унија и на крај не го почитувате. Излегува првиот човек на Европската унија во Македонија и ви кажува и ви викате ние ќе тераме на сила. Зошто? Зашто некој блокирал. Демократско право е да се кажуваат работите тука. Ние треба дебата да отвориме за оваа работа. Па не може за стратешки проект од милиарди и 300 кој што ќе стигне до 2 или повеќе милиарди, туку така да помине на брза лента. Ајде ќе истераме по 2 дена и ќе завршиме. И добро веќе заврши ова. Утре вие ќе заминете, ќе дојдеме ние на власт. И каква држава оставаме на идните генерации? Во руини. Тоа ли е идејата? Македонија да остане во руини. Да дојдат утре ММФ, да ја оставиме Македонија на цедило и да бидеме приморани на нови услови, кои што ќе бидат повторно на штета на македонскиот народ. И ќе мораме да ги прифаќаме. Свесни сте за тоа или не сте свесни? Затоа што колку една држава поекономски стабилна, благодарам, ќе завршам со мислата. Колку е Македонија поекономски нестабилна, толку е и безбедносно понестабилна. Толку може да се влијае на неа, на незините одлуки. Колку сме повеќе економски стабилни, можеме самостојно да одлучуваме. А токму тоа се прави со овој проект. Македонија ќе се фрли на колена дополнително и Македонија ќе биде приморана на нови дополнителни услови, кои што ќе треба да се реализираат затоа што ја фрливте во финансиска неизвестност со носењето на овие закони. И повторно ќе речам да завршам, на овој начин, ако ми истечено времето, благодарам, не правите ништо туку озаконување на криминалот. Озаконување на криминалот. На никој начин ова нема да помогне за развојот на Македонија. На никој начин. Ова само ќе ја фрли Македонија, реков, во едно робство, а вие како пратеници на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ ќе имате целата одговорност. И уште нешто. Таа одговорност ќе биде испорачана на избори, а после изборите ќе имате и кривична одговорност. И ова нема некој да ве лаже дека некој ќе стои позади ова и ќе стои позади вас. Кога ќе излезете на суд, ќе бидете сами очи во очи со судијата. И тогаш нема кој да ви помогне. Ви благодарам.